На невладините организации од Гостивар на располагање им се $130,000 за реализација на проекти преку Reload програмата на UNDP. Гостиварската општина влезе во втората фаза на оваа програма, која има за цел да ја зајакне партиципативната демократија и интеграцијата на Западен Балкан во Европската Унија. Денес на состанок со граѓанскиот сектор се одредуваа приоритетите кон кои би се насочиле идните проекти. Мило ми е што со Гостивар ќе ја продолжиме соработката која ја почнавме во првата фаза. Гостивар беше на почетокот од годината избрана како една од 8 партнерски општини со кои што ќе продолжиме да соработуваме. Денес сме во Гостивар со цел да ги дефинираме приоритетите за јавни повици кои ќе бидат објавени во јанари 2022 година, се извинувам, за граѓански организации во рамките на нашиот проект. Тие јавните повици ќе имаат за цел да поддржат проекти од граѓански организации кои што ќе одговорат на приоритетите кои што денес ќе ги дефинираме. Пари за избраните проекти ќе се издвојат и од општинскиот буџет. Локалната самоуправа во нивна реализација ќе учествува со 25% од вкупната сума. Ние сме меѓу ретките општини, односно само општина Гостивар и Куманово продолжуваат со втор дел на проектот Reload. Тоа е помош која што општината заедно со UNDP им дава на невладините организации во склоп на општина Гостивар. Тоа се проекти кои што треба да ги подготвуваат невладините организации во Гостивар за доброто на граѓаните. Вие впрочем знаете дека последните 4 години ние многу инвестиравме како општина во развојот на невладиниот сектор и ова е во склоп на тоа. Ако имаат убави проекти кои што ги исполнуваат сите критериуми и стандарди, ќе добијат и парична помош од општината, меѓутоа и од UNDP за да ги развијат своите идеи и проекти за доброто на граѓаните. Втората фаза на Reload програмата почна во 2017 година, а се заокружи лани. Во Гостивар поддршка добија повеќе проекти од различни области. Се сеќавам на тоа дека си имавме активности околу животната средина, имавме дел од активноста која се развиваше во тоа време беа за кучињата скитници. Имавме една невладена организација која се занимаваше со оваа проблематика која е во градот. Исто така си имавме организации кои организираа спортски активности. Две организации ги имавме во тогашно време. Имавме организација која организираше за лицата за посебни потреби скијање во Маврово и други спортски активности исто така. Втората фаза на програмата ќе трае до 2024 година, до кога треба да се завршат сите активности за кои ќе бидат одобрени финансии.